Добро вечер. Вечерва ќе зборуваме за насилството дома и за насилството во училиштата. Очигледно, Македонија е земја на насилници и на садисти, а повеќе од потребно е надлежните да преземат итни мерки. За цели 18% зголемени се случаите на семејно насилство во споредба со лани. МВР излезе со фрапантни бројки за насилниците во семејството, а смета дека тоа е еден од главниот ризик фактори за меѓуврсничкото насилство. Вечерва со мене можам да кажам една од најголемите експертки за оваа тема која неуморно долги години се занимава со семејното насилство и заштитата на жените. Од неја ќе барам одговори. Што е тоа што ни се случува? Зошто насилството е во пораст? Што треба државата, а што родителите да преземат? Пред да започнеме со разговора, да ги погледнеме последните статистики за семејното насилство и што психолозите велат за врсничкото насилство. Веднаш потоа се враќаме во студио. Во овој период имаме и 4 убиства при семејно насилство, 1 убиство во обид и 7 тешки телесни повреди. Зад многу од овие случаи стои дете кој е сведок на насилство во својот сопствен дом. Реагираме брзо и решително, поднесени се 601 кривична пријава, 30% повеќе во однос на минатата година. А мерки за кривичен прогон се преземени против 609 лица. Ке работиме на воспоставување одржлив механизам за рано и реално препознавање, на превенција и соодветно постапување при семејно насилство врз деца или нивно занемарување преку поврзување на образовниот систем, институциите и семејствата во заедничката мрежа за заштита и поддршка. Освен кампанскиот дел, со пораки преку медиумите, ќе има и теренски, уште многу поважен дел. Дали агресијата меѓу децата и адолесцентите станува се почеста или денес само полесно е видлива? Психолозите сметаат дека насилството не е нова појава, но денес добива поекстремни облици, иако не може со сигурност да се утврди дали е почесто од порано. Постојано сме обкружени околу нас со различни искуства на постарите генерации. Дел од нив постојано ќе прочитаме и на социјалните мрежи како ни велат дека да и во нивното време и пред 10, 20, 30 години постоело врсничкото насилство, меѓутоа дека често пати не бил во тој облик како што се случува денеска и дека денеска имаме многу сериозно повеќе изразено насилство или на спектарот едноставно насилството добива многу поголеми и посурови размери. Неизбежно се наметнува и прашањето колкаво е влијанието на социјалните мрежи врз развојот и продлабочувањето на насилното однесување кај младите. Социјалните мрежи се еден од тие фактори, меѓутоа секако дека тоа не е единствениот фактор. Поради тоа што влијанието исто така го имаме и од родителите, го имаме и од училиштето и од целата социјална средина за се што може да влие врз развојот на насилството кај децата. Според психолозите, несомнено е дека дигиталниот свет го прави насилството повидливо отколку во минатото, кога јавноста не можела толку често да сведочи на ваквите настани и овој проблем не се третирал сериозно како денес. Велат, можноста денес отворено да разговараме за оваа тема укажува на тоа дека свесноста за сериозноста на оваа појава е порасната и е чекор кон тоа како општество заедно да придонесеме кон нејзино намалување. Повторно сме назад во студио, како што најавив, вечерва со мене е Елена Димушевска, директорка на Национална мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Добро вечер, Елена, ти благодарам за учеството во емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата. Јас виднаш би почнала од тоа што е актуелно последниве денови, некако врсничкото насилство кое што можевме да го видиме, сите случувања пред некој месец имаше уште едно насилство во општина Аеродром и општина Ѓорче Петров, некако го отвори прашањето за врсничкото насилство. Меѓутоа се зборува само кога ќе се случи, потоа ќе помине некој извесен период и како да не се зборува. Вие сте искусен и психолог долги години, а и со тема насилство и семејно насилство навистина имате еден огромен опус на работа и искуство позади вас. Ме интересира која е вашата перцепција, како едно дете станува насилник, дали е семејната околина, потфрламе како држава, во системот имаме некои пропусти. Како вие гледате на овој проблем?
За едно дете да почне да практикува насилно однесување, секако не е само едно место од каде што тоа може да го научи, е комбинација од главните ликови во неговиот живот, моделите кои што ги следи, семејството, училиштето, надвор, децата со кои што се дружи, но сепак мојот став е дека клучната улога има семејството. Затоа што дома со родителите, другите возрастни со кои што децата живеат, дома се учи, дома се поставува таа основа за сите работи што ќе ги добиеме од надвор, да знаеме дали се правилни или погрешни, да знаеме што е во ред да направиме и да се однесуваме што не е во ред. Значи, основното воспитување и градење на основните, како да речам, вредносни системи кај децата, доаѓа од дома. Сега, тоа не мора да значи дека овие деца кои што имаат агресивно и насилно однесување надвор дека живеат во семејно насилство. Многу често е случајот, затоа што децата генерално само практикуваат тоа што гледаат, но има и една друга тенденција во последниве години, а тоа е да е тоа повик за помош како резултат на занемарување. Родителите преокупирани со се што се случува во нивните животи, на работа, сега без да бидам погрешно разбрана, поминувањето на време, преголемо време, на социјални медиуми и се друго што еден возрастен човек треба да прави во текот на денот, домашните обврски, се помалку останува време за децата и посветување на вистинско квалитетно време со нив, затоа што не е важно вие во текот на денот да поминете 5 часа со детето секој ден. Не, доволно е никогаш и 1 час, ако тој 1 час нема мобилни телефони, нема телевизор, се води разговор за тоа што се случувало, како се случувало, или различни начини на кои што родителите им покажуваат грижа и љубов на децата преку тие разговори и секако преку тие разговори се наоѓа начин како да се соопшти, да се представи на детето што е правилно, што не е правилно. И она другото што е пак уште поважно, ние како родители можеме да зборуваме што сакаме. Ако тоа не го практикуваме, нашите деца нема да научат да се однесуваат поразлично. Значи, разговорите што ги водиме на телефон, начинот на кој што комуницираме со другите луѓе, начинот на кој што коментираме за луѓето што ги гледаме на телевизија, нели комшиите можеби, сето тоа децата го упиваат и го гледаат. И понекогаш е сосема залудно да вие му објаснувате на детето како треба да биде културно воспитано, ако вие како родител употребувате погрдни зборови, навредувате, омаловажувате кога зборувате за другите луѓе. Така да сето тоа влијае на тоа како детето ќе се постави првично и во градинка да го посетува, подоцна и во основното училиште и во средното училиште, како ќе се постави према врсниците. И една многу друга клучна работа е што во ред е ние да ги охрабруваме нашите деца, дека може да постигнат повеќе, дека треба да се трудат, дека ги бива, имаат вакви или онакви квалитети. Но едно дете не е најдобро. Знаете? Тоа е многу мала игра на зборови, како можете вие да го охрабрите детето да оно добие впечаток дека е подобро од сите други. Не може да биде во се подобро од сите други. Нели? Има своји таленти и можеби во математика, во нешто друго ќе биде подобар. Но не е он најпаметен и најубав само затоа што е мој. Така. Тој е најпаметен и најубав за мене, но не за сите. И сега кога му ја праќаме таа порака на детето, детето се поставува према своите другарчиња дека јас сум најдобар, јас ќе правам што сакам, кога сакам и како сакам, при тоа што јас сум единствениот важен овде. Така. Дали ова парична санкција 250 евра за родителите доколку постои нели врсничка, еве што мислите вие, дали е тоа доволно? Апсолутно дека не е. И тоа е, видата, паричната санкција во овој случај нема да постигне никаков ефект. Истото беше кога се менуваше законот за семејно насилство, кога сака парично да се казнат насилниците. Не може да вие ќе оказните со 200-300 евра, тоа како гарантира дека тој нема да го повтори своето однесување. Овдека ние го правиме пропустот клучан како и во сите други области. Клучниот чекор го прескокнуваме, а тоа е да ги пратиме родителите на задолжително советување. И не мора државата да го обезбеди на крајот на денот. Така. Може да го обезбеди делумно да си го покријат сами, затоа што и тоа е парична казна. Зашто ги плаќате вие парите на државата, кога можете истите пари да ги дадете, додат на родителско советување, за да ги јакнат своите родителски вештини, да научат каде грешат,
за да може да не ја повторат грешката во иднина. Паричната казна сама по себе нема. Нема да донесе никакви И дополнително, успех. санкционирањето на детето насилник, апсолутно треба да се санкционира. Мора да се сносат последици за сите наши однесувања кои што предизвикале штета и повреда на некој друг. Но самото санкционирање на детето насилник, без да притоа се направи разговор и се открие од каде доаѓа тоа насилно однесување, од каде доаѓа таа лутина и гнев, пошто дете кое што е насилно е полно со лутина и гнев. Кој му ја предизвикува таа лутина и гнев? И апсолутно да ги санкционираме децата насилници, да си сносат последици, но паралелно, ако не им овозможиме да работат на лутината и гневот што не ги носат себе, на болката, никогаш агресијата е последица на болка, што тоа дете е преживеало можеби во своето семејство, можеби во малото со другите другарчиња, можеби тој бил жртва, тој или таа биле жртва на насилство и сега само едноставно истото го повторуваат. Не е тоа оправдување. Туку ако сакаме навистина да превенираме следно насилство, тоа исто дете, дури да го пратиме во воспитно поправен дом, ако таму не се работи со него, тоа кој ќе излезе, за кратко време ќе ги повтори делата. Така. Во пораст, освен меѓуврсничкото насилство, е и семејното насилство. Искрено сме сведоци, ние на дневна основа имаме по неколку пријави за семејно насилство и тоа е години нанесат. И голем број на фемициди, статистика Македонија е една на врвот земји, на самиот врв во број на фемициди. Имате изготвена една анализа која што може и тоа како да придонесе, како Македонија да се справи со овој проблем. Еве на крај имаме ние неколку шелтер центри во неколку општини на државно ниво, меѓутоа според вас може и да почнете за анализата да кажете што најмногу недостасува. Не е само и да го направиме нели шелтер центарот, потребни се кадар стручен, потребни се финансии, потребен е еден план на долгорочни, да кажеме, цели, да се постигне на долгорочно, не е само ќе ги отвориме и толку, тоа треба да даде некој резултат. Еден од главните проблеми, предизвици во оваа држава е што не правиме долгорочни планови за вакви важни прашања како што е насилство врз жените и повремено нели ќе излезе независно кој министер од која влада, апсолутно неважно, ќе излезе и ќе каже дека ние раководиме, имаме волку шелтри, онолку шелтри, споделува делумни информации без да навистина ја представи состојбата. Она што нас многу ни помогна во оваа анализа што ја работевме, со подршка на Австриската агенција за развој, ни помогна извештај што го објави Државниот завод за ревизија. Тоа е прв извештај кој што е направен за спроведување на Истанбулската конвенција со фокус на специјализираните сервиси. Специјализирани сервиси, чисто да биде појасно, се оние кои што се обезбедуваат и во првиот момент и треба да обезбедат заштита на жртвата и заштита на нејзиниот физички интегритет, а и да обезбедат долгорочна подршка за надминување на последиците од насилството. И тука влегуваат SOS линии, шелтер центри, советувалишни центри, центри за жртви на сексуално насилство и силување, и бесплатна правна помош како исто така еден клучен сервис. Сега, Државниот завод за ревизија кажува, неговиот извештај кажува дека и овие бројки што ги гледаме ние во извештаите што ги подготвува, да речеме, Министерството за труд и социјална политика, се комплетно нереални. Зошто? Затоа што Министерството вика имаме 13 објекти. При тоа не кажува колку легла има во тие 13 објекти. Државниот завод за ревизија токму тоа го идентификува во извештајот и при тоа, поради тоа што направиле посета за прв пат, јас 17 години работам на оваа тема, никој досега не е направил посета, ние во неколку наврати како организација баравме да направиме увид во државните шелтер центри, никогаш не ни беше дозволено. Секако Државниот завод за ревизија направиле увид и точно утврдуваат кој е функционален, кој не е функционален. За на крај заклучокот истото го прават и со советувалиштата и со сите сервиси специјализирани. За на крај заклучокот да е дека поголемиот дел од оние сервиси кои што Министерството кажува дека се функционални, воопшто не се функционални. Или прокиснал
и има влага, никој не отишол да го поправи. Или е отворено советувалиште, еве точно за советувалиштата, МТСП ќе ви каже дека има 9 советувалишта на национално ниво, кои што треба да обезбедат долгорочен третман на жени и деца кои преживеале родово базирано насилство. А од тие 9 работи едно, Скопското. Сите други, другите не се ни постоечки, тоа е една соба во Центарот за социјална работа, која што оние нарекле советувалишта, нема ангажирано дополнително кадар кој што ќе работи со жртвите и нивните деца, и едноставно само постои на хартија. Сега, за да направиме ние добар национален систем за помош и поддршка на жени и деца кои преживуваат насилство, мора да направиме преисметка, да видиме колку ќе накошта, нели? Идентификуваме што имаме и како имаме, ситуацијата во моментот е навистина загрижувачка и после тоа правиме согласно националните стандарди, тоа е дел од нашата анализа. Правиме преисметка секој од овие сервиси посебни, колку пари би ја чинал државата да ги исполни сите стандарди. Значи, кога зборуваме за советувалиште, да има психотерапевт за деца, да има координатор, се оно што стандардот предвидува, затоа што пак многу е интересно, нашата држава ги изработи стандардите и тие постојат како такви, ама не се исполнати во ниеден од државните сервиси, односно сервисите со кои што раководи МТСП. И така, земајќи ги тие стандарди, направивме пресметката, земајќи ги сите национални цени за различни услуги, направивме пресметка за секој од сервисите и дополнително, согласно стандардите на Совет на Европа, според бројот на жители, колку шелтер центри треба да имаме, колку советувалишта, СОС линија, кризни центри за силување, сето тоа. И целата таа пресметка, на крај, главниот заклучок, ние дека државата треба да обезбеди нешто помалку од 7 милиони евра на годишно ниво, да има еден национално достапен и пристапен систем на заштита на жртви. Значи да има за секоја жена, независно каде живее, да може да биде сместена во шелтер ако низинот физички интегритет е загрозен, да може да побара психолошка помош, ако и е потребно психолошка помош, да има достапен и пристапен Дали имате информација, велите 7 милиони се потребни, колку сега државата на годишно ниво издвојува? Да, и тоа пробавме да го пресметаме, тоа беше исклучително голем предизвик, затоа што нашите национални буџети, односно буџетите на министерствата, немаат посебна ставка за не за секој сервис, него барем по тема или по нешто. Да речеме во буџетот на МТСП, јас најмногу се фокусирам на нив, затоа што тие имаат надлежност за најголемиот дел од сервисите. Освен МТСП, МЗ треба, Министерството за здравство треба да ги раководи кризните центри за засилување, инаку сите други специјализирани сервиси се во надлежност на Министерството за труд и социјална политика. Сега, во ова министерство, во буџетот, немате посебна ставка за специјализирани услуги за насилство врз жени, туку сите тие пари се во рамки на едната ставка социјални сервиси. Тука влегуваат домови за стари лица, домови за лица со попре... Се што е социјален сервис влегува во таа ставка. Но земавме тргнавме од друг аспект, односно колку пари Министерството и општините даваат за граѓанските организации кои што раководат со сервиси преку различни програми, дали национални или локални. И тука пресметката е навистина, не знам, смешна, као например 100.000 евра максимум на годишно ниво да се обезбедуваат за сервисите со кои што раководат граѓанските организации. Сега, ако го земаме во предвид извештај на Државниот завод за ревизија дека поголемиот дел од овие советувалишта, од овие други сервиси се нефункционални, така да еве да речеме дека на таа бројка треба да се додаде уште нешто минимално, не можеме да шпекулираме пошто вистина не би знаеле да кажеме, но земајќи ги во предвид и сите други факти дека и овие шелтери што постојат, да речеме шелтерот во Битола постои, ама и е функционален, иако во просек се сместува една жена годишно таму. Една жена годишно? Да. Дали има деца или нема? Не можеме да кажеме дека е функционален. Функционален од аспект нема клучна врата заради влага или некој друг технички проблем. Опремен станок. Има и вработени, претпоставувам. Нема. Нема ниеден шелтер нема вработен и освен Скопскиот. Па како функционира еве и таа жена на годишно ниво?
Треба некој да ја прими, треба социјална работничка, треба Тоа го психолог. прават во Центарот за социјална работа, ја примаат, таму прават процена на ризик, нели план за безбедност и се што треба, и после тоа ја носат во станов, кој што е генерално шелтер центар, и ги остават таму. И носат храна, и следниот ден ќе дојдат да поседат. Така да нема некој што седи постојано таму со неа. Она што, например, ние го гледаме од патувањата, од комуникациите што ги имаме со организации од други земји, еве и како држава многу често го користиме австрискиот модел. Прво кај нас шелтерите имаат застарен модел. Тоа се во наводници места на тајна локација, поголемиот дел не се знае каде се, но еве да речеме тоа е идејата да бидат места на тајна локација кои што каде што ние ќе ја скриеме неа и откако ќе ја сместиме таа не сме да излага. Телефонот ти се одзема за да не случајно ја открие локацијата и слично. Тоа е веќе многу застарен модел. Например, во Австрија шелтерите се во центрите на градовите. Например, во центарот на Виена си има зграда која што сите знаат дека е место за домување, шелтер центар, тоа е со дупла врата, нели? За да обезбедена на некој начин. Обезбедена е, си има обезбедување, полицијата си знае и тие жени може да продолжат додатна работа, може да продолжат, ако не се вработени, да бараат работа. Овие кај нас таа жена додека е во шелтер не може ништо да прави и наеднаш само и престанува решението за престој во шелтер и ја пуштаме да оди каде ќе оди? Да. Кај незините, ќе се врати кај сторителот, кај пријателка, нели ќе бараме начин. На ниво на цела држава, сигурно имате во анализата, предпоставам, и направено за колку точно шелтер центри станува збор, колку SOS линии имате, предпоставувам, не знам, кризни штабови, се тоа добро образложено во тие, да кажеме, 7 милиони евра. Прво кажете ни за тоа. И потоа дали стапивте во контакт со од Министерство труд и социјала, финанси, каде што нели буџетот се крои. Да. Дали имавте обиди, некои разговори со станоци да им презентирате и да кажете дека ова е навистина, еве, нудиме решение долгорочно, на 100 долгорочен план. Во однос на тоа колку имаме, а колку е потребно, а земејќи ги во предвид овие стандарди на Соверна Европа, во Македонија недостасуваат. Сега ние моравме да најдеме начин како да пресметаме колку објекти недостасуваат, затоа што има и пресметка колку легла недостасуваат. Стандардот вика дека на секој 10.000 жители треба да има едно семејно место. Едно семејно место значи мајка со просечен број на деца, кај нас е тоа нешто помалку од 2. И според земејќи го тоа, пресметката испаѓа дека фалат негде околу 380 легла, или ако ние како што ги организиравме во објекти со по 16 кревети, тоа се негде околу 24-25 објекти кои што ќе овозможат сместување и домување, кои што нема да бидат на тајна локација, туку ќе може жената да продолжи со животот. Нели да продолжи со работните обврски, едукација, образование, во која фаза од животот да се наоѓа и она и нејзините деца, да може да продолжи. Така да еве сега да сумирам. Во однос на шелтерите недостасуваат 24 објекти со по 16 легла, нели, дистрибуирани на национално ниво согласно потребите, жителите во секој регион и слично. Во однос на SOS линиите, генерално е потребно да има една национална SOS линија која ќе обезбедува помош и поддршка на сите јазици кои што се говорат во заедницата. Па согласно тоа треба да има паралелно во исто време најмалку 3 операторки, нели, македонски, албански и ромски, како најголеми заедници, па нели доколку има можности на некој од другите јазици. И сега еве чисто за споредба, државата во моментов одвојува негде околу 900.000 денари за националната SOS линија, а нашата пресметка покажува дека за да функционира со целиот овој, да го исполни стандардот за пристапност и достапност, потребни се околу 60.000 евра, односно околу 3.600.000 денари. А ние одвојуваме негде околу 900.000. Значи тоа е колку? 1/4 од потребните средства. Слична е ситуацијата и со советувалиштата. Едно советувалиште за да функционира оптимално, да обезбедува долгорочна поддршка, психолошка поддршка на жртвите,
придружба за пријава, информирање за насилството и слично, му е потребно помеѓу 55 и 60 илјади евра, односно повторно околу 3 милиони 200 до 3 милиони 500-600 илјади денари, а државата одвојува негде вкупно околу 3, ама вкупно за сите ги дели парите на 3 или на 4 советувалишта. Така да повторно се одвојуваат негде 1/3 до 1/4 од потребните средства. И знаете, ги ставаат организациите во една многу неблагодарна позиција, затоа што ако мене ми се потребни, националната мрежа раководи со 3 вакви советувалишта во Скопје, Тетово и Битола. И сега, ако за советувалиштата во Скопје нас не се потребни 3 милиони и 600 илјади за да функционира нели безпрекорно, а преку Министерство за труд ние добиеме 1 милион, останатите 2,5 милиони треба ги најдеме од некаде. А 2,5 милиони не се малку средства за да ги најдете, особено во овој период кога имаме во моментот национално законодавство кое што ја обврзува државата да ги обезбеди овие пари, па странските донатори кои што поддржуваат вакви активности во нашата држава викаат: вие имате закон. Ние помогнавме да се донесе закон, но чим се носи закон, државата превземала обврска. Не може да донесе закон, а да не обезбеди пари, тогаш зошто го носи законот. И сега ние имаме странски донатори кои што не обезбедуваат пари за за специјализирани сервиси, туку поддржуваат едукации, кампањи, анализи, нели, следење, мониторинг, но конкретно за сервисот не даваат пари. Државата не дава пари. Како се сноѓаат? Како се сноѓаат организацијата? Со магија. Сериозно со магија. Еве сега ние имаме соработка со град Скопје. Град Скопје дава одредена сума за поддршка на советувалиштото веќе неколку години наназад за советувалиштото во Скопје, но и тоа е многу малку, особено што наместо да се зголемува поддршката, се намалува. Значи ние пред 4 години добивавме 1 милион и 200 од град Скопје, сега добивме 400 илјади. Да, многу помалку. Значително помалку. Го имаме ние интервентниот женски фонд и тој реално ни доста ни помага, затоа што во интервентниот женски фонд имаме 2 програми кои што ги поддржуваме преку овој фонд, а тој фонд ни се полни со донации. И може да кажам дека сум навистина благодарна, фирмите особено се повеќе не поддржуваат и без сами не контактираат да донираат средства. Може не се тоа кој знае колку големи средства, но знаете кога имате повеќе фирми кои ќе обезбедат подредена сума, се собираат на крај. И сега во тој фонд ние имаме 2 програми. Едната е за домување, каде што поддржуваме кири и режиски трошоци за жени кои што сакаат да напуштат, но немаат каде да отидат, се невработени или зимаат многу ниски плати. По одреден период од 3 до 6 месеци гледаме да ги поддржиме за малку, да им помогнеме да најдат подобро платена работа, за нели малку од малку да застанат на нозе. А другата програма која што ја поддржуваме преку интервентниот женски фонд ни се токму специјализираните сервиси, па во суштина преку тие донации ги пополнуваме дупките, да не речам, со тоа што ние добиваме за советувалиштето во Битола, добиваме поддршка од општина Битола, исто така веќе 5-та година поред, општина Битола одвојува 1 милион денари за советувалиштето во Битола, општина Тетово одвојува средства помалку, но сепак одвојува, така да работиме со локалната самоуправа, да и тие превземат врската која што има согласно закон, но тоа не треба да биде така. Затоа што ние на крајот на денот може ќе дадеме помалку бесплатни помалку услуги, заради тоа што толку средства едноставно имаме. Но тоа не сме да биде така, затоа што секоја жена и дете која преживуваат насилство мора да имаат достапни услуги за помош и поддршка. Така. Инициравте ли некоја средба со Министерство за финанси, па ви рекло и Министерство за труд и социјала согласно на тоа што шелтер центрите се под ова министерство? Да. Дали не идовте на некакво разбирање, им презентиравте кое е решението? Македонија на вистина и треба решение за овој проблем. Апсолутно. Ние воспоставиме контакт. Реално со Министерството за труд и социјална политика имаме добар контакт и добра комуникација. Имавме и јавна презентација на анализата, беа и тие присутни од МТСП. И се детално запознаени со ова што ние го сработивме во оваа анализа.
Со Министерството за финансии пробавме да воспоставиме контакт уште одреден период пред да ја закажеме јавната промоција, затоа што сакавме на нив, на интерен состанок да им го презентираме ова, да нели со нив поразговараме за можностите, затоа што направивме еден план, предлог, нормално предлог план и ништо од овдека не е фиксно, се може да се промени, нели, се додека има волја да се направи промената, ќе најдеме начин како да го спроведаме. Сакавме на нив да им презентираме прво што сме направили, да видиме дали можеме да најдеме некој заеднички начин како ова може реално од следната година да станува реалност по полека да се воспоставува тој систем национално достапен. Иако во прв момент ни одговорија дека темата е многу важна и дека во најбрз можен рок ќе ни закажат состанок, поминаа 2 месеци до нашата јавна презентација. Уште неколку пати после тоа ги сконтактиравме, сакавме да бидат и панелисти на настанот, нели, да се обрати, дали министерка, дали некој друг одговорен, нели, секако. Апсолутно не добивме никаков одговор и еве може да искористиме моментот што би им порачале. Барам еве конкретно, бидејќи знаете како, тоа е многу труд, тоа е цела анализа и супер за Државен завод за ревизија конечно ги лоцирал, нели, проблемите излегле на терен, не е само на статистика да читаме, меѓутоа на вистина финансиите се пресудни во оваа ситуација, за да можем да се изреализира сето она и да имаме ние на вистина успех, финансиите се пресудни и волјата на владата, на министерството да се најде начин како да се одвојат тие средства за да можеме конечно да ставиме колку толку да го намалиме ова девијантно однесување и семејното насилство во општество. Мораме да разбереме дека кампањите се потребни, едукациите се потребни. Апсолутно, и тоа е неспорно, тие не треба да бидат или. Секако тоа треба да се спроведува. Но, се додека не обезбедиме конкретна помош на оние кои што во овој момент преживуваат насилство. Ние не може да зборуваме за превенција. Зошто? Затоа што таа жена со низините деца, кога ќе помогнете да замине од таа насилна средина, да почне нов живот, децата ќе почнат да живеат, ќе им обезбедите психолошка поддршка, да надминат тоа што им останало како болка од, нели, периодот кој што го поминале во насилство. Ќе им помогнете да си ги најдат внатрешните сили да станат подобри за себе и за другите во иднина, тогаш ние така градиме здраво општество. Ние така превенираме да овие деца не влезат во насилни врски, односно не станат, нели, моделна жртва или моделна насилник, да не го научат тоа како модел на однесување и да мислат дека тоа е окей или е нормално. Затоа што кога ќе им покажеме еден друг модел на живење, каде што има почит и љубов и разбирање, тогаш можеме да очекуваме дека и тие такви деца ќе пораснат. А ако ние ги оставиме во насилната средина, тогаш што да очекуваме? Магија не може да се случи? Освен пари, има ли во Македонија доволно стручен кадар? Оваа проблематика е навистина многу специфична и бара доста знаење, доста искуство, смисла на кадар на социјални работници, едуцирани психолози, кои што ќе можат овие шелтер центри сепак треба да се наполнат со, нели, кадар кој што стручно ќе работи. Дали Македонија добро стои со кадар? Еве доколку ги добиеме тие пари, тие 7 милиони се одвојат. Ако не оваа година, еве наредната. Ако сме оптимисти, дали би се појавил некој таков проблем? Предизвик би било, секако, заради тоа што социјалната работа, па ни психологијата не се нешто многу посакувани професии, но дека има луѓе во моментов кои што можат веднаш да почнат, спремни луѓе, апсолутно има, спремни професионалци, дека ако покажеме колку е ова важно, ќе има заинтересираност и од други, и во тоа апсолутно верувам. Сега во овој момент ако речат ајде секој отвориме, нема да можеме да ги формираме сите тимови, но со малку период на континуирана едукација и сензибилизација мислам дека ќе можеме доста да постигнеме. Оно што ќе се вратам само на претходната, што би и порачала на министерката.
Ние имавме средба со министерката, додека не беше министерка, кога уште беше кандидатка на последните парламентарни избори. И па би ја потсетила би ја потикнала да се потсети што тогаш зборуваа, затоа што тие дојдоа кај нас, тие не поканија на средба, да ни кажат како планираат да отвараат шелтер центри и да обезбедат ваква или онаква поддршка за жените жртви на насилство, па чисто само би ги потсетила дека тоа што се не само неа и сите останати, нели, тоа што се кажува во предизборието дека некогаш туку е сосема добра и професионално да се задржиме на тие ветувања и да пробаме да дадеме максимум од себе, да реализираме барем колку што можеме во мандатот што го имаме, со средствата што ги имаме и со позицијата на која што сме. Секој од нас ако го направи тоа, вклучително и министерката за финансии, јас верувам дека за многу кратко време ќе имаме веќе стабилен систем кој што ќе може само да се шири и да се надоградува. Да не заборавиме, знаеш, префрлањето на топката од еден на друг е секогаш најголем проблем во оваа држава. Не се случува само за насилство, се случува за се. За секоја тема. За секоја тема. Образование било криво, не труд било криво, не полиција, не јавно обвинителство. Не, апсолутно сите имаме одговорност. И ние како граѓански организации, нели, јас сум решила дека ќе работам на оваа тема. Организацијата работи на оваа тема. Дури ние имаме одговорност затоа што према корисничките, према жените кои што преживуваат насилство. Сите ние имаме одговорност. И доволно е само нашата да си ја превземеме. Да си исполниме нашата одговорност и кога секој од нас тоа ќе го направи, ќе биде многу поразлично за многу кратко време. Сега бите, како да кажам, бите искористила и како психолог за темата семејно насилство. Прво, доколку која би била една работа, доколку би била во можност да ја смениш во системот, со која работа прво би почнала? Прво тоа. И второ, што мисли зошто нашето општество навистина има толку голем пораст на семејно насилство? Стандард, образование, не знам, влијание на интернет, социјални мрежи, што се случува? Прво ќе ти одговорам на второто. Не мислам дека има пораст. Мислам само дека има поголемо пријавување. Повеќе пријавуваат, се охрабруваат. Да, затоа што ова сега што беше на почетокот изјавата на министерот за пријавите. Пријавувањето по ОСЕ, несреќниот трагичниот случај во март, се зголеми за 300% преку ноќ. Не е дека наеднаш сите станаа насилници. Не, него жртвите се преплашија што може да им се случи. И после секој таков по-страшен, трагичен настан, по убиство, обезубиство, секогаш има зголемено пријавување, а институциите реагираат поажурно. Овој пат јас единствено што можам да кажам дека сум задоволна дека и после 4 месеци нивото на посветаност и реакција по пријава на семејно насилство или некоја друга форма на родово базирано се уште го задржува тој интензитет како пред 3 месеци, 4 кога се случи настан. И стварно само се надевам дека ќе остане така, ќе продолжи затоа што самото постапување од полицијата и дава доверба на жртвата. Знаете како викаме дека треба да им ја вратиме довербата на жените, дека може да дојдат и да пријава, дека ќе има кој да им поверува. На овој начин можеби и ќе им ја вратиме. Можеби. Так. Нели? Затоа што ако вие кога ќе дојде жената, таа едве собрала храброст и ќе дојде да пријави и полицискиот службеник, како што во многу наврати се случувало претходно, или ќе ја заведе како поплака, или ќе рече дека тоа воопшто не е насилство и треба да седнат да си поразговараат, кој боже му на психолог, а не полициски службеник во униформа. Ние самите како систем, како институции ги обесхрабрувавме. И затоа се случи да не се пријавува. И сега, кога има постапување, итно постапување, се зголемува пријавувањето. Жените живеат во насилство. Истражувањето на ОПСЕ го покажа тоа, пошто истражувањето на ОПСЕ објавено 2019 е едно од најрелевантните истражувања правени во нашата држава за преваленца на различни форми на насилство. Истражувањето на ОПСЕ покажа дека само 2%, значи ова е во 2019, само 2% од најсериозните инциденти се пријавуваат во полиција. Се друго останува дома.
Тоа е навистина. Тоа е навистина малку. И сега ние да. кога зборуваме за од година се зголемило за 10% пријавувањето, се зголемило за 15%, не се случува повеќе насилство. Туку само едноставно жените се охрабруваат и доаѓаат и пријавуваат затоа што нели од различни начини ќе се распрашаат, можеби ќе добијат информација, некои одат и сами, едноставно веќе не може да издржат. Можам да кажам, сигурно се релевантни вашите информации, истражувањето НОПСЕ. Имам слика дека ние навистина имаме толку насилници. Како психолог ве прашувам. Ние сме општество на насилници. Од каде е тој порив кај оваа појава, не знам кој се, дали е домашно воспитување, дајде претпоставам дека е оној модел слика традицијата, може онаа слика традиционално општество, сопруг, сопруга, деца, па свекор, свекрва, па се кјути, не се кажува ништо, па најде комшиите развод, ама во денешно време па и развод не можеме да кажеме дека е некоја табу тема, луѓето се охрабруваат, одат понатака и така натака. Која е причината на, да кажеме, еден профил може да го со неколку реченици, профил на маж насилник. Ние имаме насилници од образовани до необразовани, дури она психичко насилство, што претпоставам дека уште е пострашно од она физичкото насилство, кое што жени го трпат со години, од што не сакаат да го кажат, да го пријават. Како коментирате вие, таков профил на маж? Ако личиме ние на модерно општество, далеку сме од модерно. Може би во нашите, мојот и твојот круг разводот не е проблем. Надвор од Скопје и во многу надвор од Скопје и во многу други кругови во Скопје апсолутно е проблем. Апсолутно уште затоа што нас ни доаѓаат корисничките. И родителите не го одобруваат разводот. Кога родителите не го одобруваат, автоматски нема да ја дадат поддршка ако замина. Останува сама на себе. Родителите не го одобруваат затоа што е срам од семејството и од комшиите. Нели? Така да тоа апсолутно се уште е многу застапено. Не смееме да изумиме дека кога зборуваме за генералното однесување на општата популација, не го земаме нашиот круг. Во мојот круг на пријатели не е проблем никако. Па на ниво на ама тоа не е слика. Годишно голема бројката на разводи и расте. И сега навистина јас имам размислувано на оваа тема и мене ми е нејасно да се поддржи не да биде развод, не прекина заедница, а меѓутоа гледаш како ќерката, синот страда, трпи насилство, па нека и психичко. Не мора да е физичко, дека ќе има модринки. Меѓутоа, ако некој се жали, вели, психички не можам повеќе ова да го издржам, навредувана сум, омаловажувана сум, на вага, кога ќе ги вагаме двете работи измеѓу, нели тоа што ќе каже средината. И ова што се случува, на вистина ја не можам да го сватам, а живам во средина која што, разводи се случуваат секој ден и никако тоа денеска не е, да кажем, можеби од времето на генерација на нашите родители. И затоа прашаме како психолог. Едноставно, навистина се чудам, тоа толку менталитетот, можеби за тоа станува збор, го имаме едној типичен балкански менталитет, треба секое семејство, ако не е нели традиционално сопруг, сопруга, деца, е неуспех, па неуспех. Треба да се правда пред комши, пред роднини. Ама тој неуспех го чувствува и самата жена. И самата жена која што сака да се разведе затоа што повеќе не може да живее со насилството, таа чувствува дека е неуспешна затоа што ќе остане разведена. Не е тоа само нешто што и го наметнуваат родителите нејзини. Тоа е нејзино лично доживување. Еве ние со корисничките, оние кои што доаѓаат на психотерапија, обезбедуваме индивидуални и групни работи. Таа се чувствува неуспешна. Затоа што стигнала до таму, да остане разведена жена. Знаете, разведена жена како да е тоа навреда. Со 2 или 3 деца. Ке биде отфрлено од општеството. Отфрлено од заедницата, отфрлено од пријателите, така да и таа го чувствува тој терет. И затоа толку тешко се носи одлуката. Не само што разводот, како развод што е стресен, еден од најстресните настани во животот, веднаш после смрт и бегалство, него ние дополнително со она што го со општествените норми кои што ги промовираме, тоа се тие традиционални, со тоа што јас тука би дополнила поважно патриархални. Мажот е главата на семејството. Мажот е тој што одлучува што ќе се случува, како ќе се случува.
Жената може да работи, може да не работи. Во рета, нели, нема проблем, не дека во патриархалното семејство жената не смее да работи, ама мажот ги контролира финансиите, тој раководи, тој кажува и кога детето, ме прашавте за насилникот, детето ќе израсне во таква средина каде што мажот кажува, а жената е послушна и тука за него и да ги задоволи неговите потреби, кога тој ќе побара, кога тој ќе посака, како тоа дете да покаже почит према женскиот пол. Кога неговата сестра и помага на мајката во кујната, и помага со одржување на домот, и помага се што треба на мајката, он и таткото се, нели, детето е воспитувано да биде мажот во семејството кој што ќе лупне, да не лупам сега овде, со раката на масата и ќе каже што ќе се случи, како ќе се случи. И тоа го има многу, верувајте ми. Верувајте ми дека тоа е се уште премногу застапено кај нас. Да. И дополнително, сето ова, дополнително на стресниот начин на живот. Генерално живееме во сиромаштија, од месец за месец, може да изгубиш работа, да не можеш да најдеш друга, не може да се задоволат никогаш и најосновните потреби, а не да зборуваме за во наводници кажано луксус, иако не мислам ја дека е луксус да семејството еднаш во годината да отиде на одмор, но тоа е за многу голем процент од семејствата е луксус, да не може да доохрити, дојран да отиде, да не зборуваме надвор од нашата држава. И кога живеете со постојан стрес, во постојан стрес за екзистенцијата, тоа дополнително се создава фрустрација, создава лутина, создава бес. И тој бес нема каде на друго место, освен врз партнерката дома. Исус, на самиот крај, која е вашата порака до сите оние жени кои што трпат насилство? Патот не е лесен, апсолутно. Пријавувањето во институција или доаѓањето во граѓанска организација е само првиот чекор. Следи борба, но на што можам апсолутно со сигурност да го кажам дека како што сме ние тука, има и многу други организации кои што апсолутно ќе ја поддржат во секој чекор, максимум што можат, согласно можностите и ресурсите, и нема да биде оставена само. Она што ќе го добие на крај, кога конечно ќе заврши таа борба, животот без насилство е апсолутно непроценливо нешто. Така. Елена, ти благодарам за учеството на вистина интересен разговор. Благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани, се надевам дека го задржавме вашето внимание. Навистина беше интересен разговорот, па и поучен до некаде можам да кажам. Ова е последната епизода за оваа сезона. Со мене се гледаме на есен со нови актуелни теми и нови гости. Ви посакувам убаво да го поминете летниот период и летните одмори и секако да останете со програмата на Алфа телевизија. Довидување.